а од вчера го вклучија и поранешниот председател и главен трачар во друштвото Стево Пендаровски, кој пак кутриот на јавна сцена призна дека следел и знаел за прислушкувањето. Тој во настапот вчера го опиша во детали пола мој работен ден. Работи кои не се кажани никаде и кои може да ги знае само човек кој добивал извештаи за следење и притоа сакајќи да вметне некаков црв на сомнеш, фрла светло дека блиски луѓе до мене ме кодошеле. И ме повика јавно да сум кажал кои биле тие луѓе. Јас не знам кои се тие луѓе и дали воопшто постојат. Но знам дека во држава со озбилно обвинителство, каде што владее законот, тоа озбилно обвинителство треба уште утре Стево Пендаровски да го повика и да даде изјава пред обвинител за ова кривично дело кое јавно го призна и би се водела постапка за неовластено следење на политички конкуренти. Имаме општина која се дави во долгови, која не е искрена со нас, која за 8 години не успеа да ги реши нашите основни потреби, а од друга страна се трошат средства без резултат и развој.